македонци и македонки, гости, го прогласувам четвртото собрание на Сојузот на Сдруженијата на македонците и децата бегалци од Егејскиот дел на Македонија, Македон, за отворено. Врз основа на членовите 2 и 3 од деловникот на собранието на Сојузот на Сдруженијата на македонците и децата бегалци од Егејскиот дел на Македонија, Македон, за членови на работното председателство ги предлагам Тодор Петров, Ташко Јованов, Александар Георгиевски, Александар Јаневски и Петар Карапаков. Киро Ваков. Председателство за членови на верификациона изборната комисија ги предлага и Емилија Добрчиева, председател, и членови Јован Константинов и Бочко Божинов. Молам со кривање рака. Кој е за предлогот? Благодарам. Кој е против? Воздржани? Констатирам дека собранието го усвои составот на верификациона изборната комисија. Ги молам членовите на верификациона изборната комисија да го подготват извештајот за верификација на мандатот на пратениците на четвртото собрание на Сојузот. Работното председателство за записниче на собранието ја предлага Васка Дојчиновска. Кој е за предлогот? Не се осеќам добро. Не ми е добро, ме молам. Да. Значи не се осеќам добро. Треба не се. Кој се ти? Може. Поред. Јас се извинувам, но не се осеќам добро. Благодарам. За работното председателство за записниче го прегледа Гоце Кочев. Молам со кривање рака кој е за. Благодарам. Кој е против? Воздржани? Констатирам дека собранието го избра записничарот на собранието. Продолжуваме со работа. Дневниот ред за четвртото собрание ви е доставен од прилог. До сега не пристигна предлог за негово изменување и дополнување и на претениците им предлагам да го усвојат следниот дневен ред. Колку за ваша информација, Конститутивното собрание на Сојузот на македонците и Македон се одржа на 5 јули 2009 година во Велес. Втората седница на собранието ја одржавме на 26 јуни 2010 година во Велес. Третата седница ја одржавме на 23 април 2011 година во Велес. И тој последно собрание, председателството на собранието одржа седница на 24 септември 2006 година 16 во Велес, на која донесовме одлука да се одржи четвртото собрание. Меѓутоа, заради други активности, петата светска средба на децата бегалци, седница на председателството одржавме само на 26 јули 2017 година во Велес и еве конечно после подолги напори денес ја држиме четвртата седница на собранието на Сојузот на Сдруженијата на македонците и децата бегалци од Егејскиот дел на Македонија, Македон. Предлог дневен ред. Прва точка одлука за избор на работно председателство од 3 члена, верификациона изборна комисија од 5 члена, верификациона изборна комисија од 3 члена и записници на четвртото собрание. Втора точка, ги имате материјалите кај вас добиено. Втора точка е одлука за верификација на мандатот на пратениците во собранието, трета деловник на собранието, четврта одлука за прогласување на сдруженијата во Сојузот, петта одлука за изменување и дополнување на статутот на Сојузот, шесто извештај за работа на Сојузот за 2018 година, седма финансиски извештај за Сојузот за 2018 година, осма одлука за избор на председател на Сојузот, девет одлука за определување број на подпредседатели и избор на подпредседатели на Сојузот, 10 точка одлука за избор на генерален секретар на Сојузот, 11 одлука за избор на благајник на Сојузот, 12 одлука за прогласување на составот на председателството, 13 точка одлука за избор на председател и 2 члена на надзорниот одбор, 14 точка одлука за избор на координатори на Сојузот за граѓански имотни наследни права и државјанства, култура и одбележување значени датуми наследни личности и спорт. 15 точка одлука за именување членови на координативното тело за егејското прашање при владата на Република Македонија. 16 одлука за именување подписници банкарската сметка на Сојузот, 17 програма за работа, 18 резолуција за Македонија, 19 резолуција за насилно прогонетите македонци од егејскиот дел на Македонија и 20 тековни прашања. Дали некој предлага измени дополнување на предложениот дневен ред?
Доколку никој не предлага изменување и дополнување, предложение од дневен ред го ставам на гласање. Молам со окревање рака кој е за. Благодарам. Против? Воздржани? Констатирам дека собранието го усвои предложение од дневен ред. Од името на Сојузот на Сдруженијата го поздравам присуството на председателот на Матицата на иселеници од Македонија Иван Джо Петрски и пратеник во ова собрание, но и во собранието на Република Македонија господин Трајче Димков. И професорот Георги Малковски. Гласањето ќе се врши со јавно гласање, со кревање рака, а генералното собранието одлучува со мнозинство од присутните пратеници. Гласањето ќе се изврши тајно ако на предлог на председавачот или еден пратеник така одлучат мнозинството од присутните. Гласањето се врши со картоните што се кај вас, зелени и црвени. Со зелениот картон гласаме за, со црвениот гласаме против или воздржани. Преминуваме на прва точка од дневниот ред. Одлука за избор на работно председателство од 5 члена, верификационна изборна комисија од 3 члена и записничар на 4-то собрание. Изборот на работното председателство, верификационна изборна комисија и записничарот на 4-то собрание се веќе е извршен. Преминуваме на втора точка од дневниот ред. Одлука за верификација на мандатот на пратениците во собранието. Ја молам председателката на верификационна изборната комисија Емилија Добарџиева да поднесе извештај. Македонците и децата бегалци од Егејскиот дел на Македонија. Македон присуствуваат 27 пратеници од 13 здруженија плюс представници на Сојузот. Четвртото собрание на Сојузот на Сдруженијата на македонците и децата бегалци од Егејскиот дел на Македонија може полноправно да работи и да одлучува. Овој извештај влегува во сила со неговото донесување. Напомена, значи имаше две акредитации кои не ги прифативме бидејќи се отсутни, иако се доставени. И од Мариово, Сдруженијето Мариово има само еден представник. Благодарам. Предлог извештајот на верификационна изборната комисија го ставам на гласен. Волам со кревање рака кој е за. Благодарам. Против? Воздржани? Констатирам дека четвртото собрание го верификува мандатот на пратениците, со што тие се стекнаа со правата и обврските на пратеници во собранието, утврдени во статутот на Сојузот на Сдруженијата на македонците и децата бегалци од Егејскиот дел на Македонија. Одлуката за верификација на мандатот на пратениците во собранието. Се верификува мандатот на пратениците во собранието на Сојузот. И тоа од Сдруженијето за духовно обединување на светици во Падинци и Клошараде од Лени во Македонија, Стојан Шиклев и Пандо Костенчев. Од Сдруженијето за заштита на човекови права на прогонетите од Егејскиот дел на Македонија Звезда Велес, Бочко Божинов и Димитар Стојанов. Од Форумот за човекови права на македонците од Егејскиот дел на Македонија Александар Георгиев и Ангел Балкански. Од Сдруженијето за македонците од Егејскиот дел на Македонија Свети Герман, Васка Дојчиновска и Ирена Борисовска. Од Сдруженијето на граѓани Сонцето од Кутлеш Јован Костадинов и Лазо Котевски. Од Сдруженијето на граѓани Леонида Гевгелија, Емилија Добарџиева и Иван Павловски. Од Сдруженијето на македонците од Егејскиот дел на Македонија Битола Александар Јаневски и Гоце Кочов. Од Сдруженијето на граѓани Равнокрајно Сдружение за Горичани Скопје Никола Костадиновски и Васил Чулев. Од Сдруженијето на бегалци егејци од 1913 идните потомци Ластовица Шумица Ристо Тодоров и Лазар Атанасов. Од Сдруженијето на прогонети македонци идните потомци Незаборав Кочени Ванчо Богоев и Димитар Параклиев. Од Сдруженијето на македонците по потек од Егејскиот дел на Македонија Охрид Олга Ристевска и Јован Чорбески. Од Сдруженијето на македонците по потек од Егејскиот дел на Македонија Мирка Гинова Штип, Стојан Димков и Трајче Димков. Од Сдруженијето на македонците по потек од Егејскиот дел на Македонија Тетова Трајче Карапетров и Петар Димитриевски. Од Сдруженијето македонски егеот Штип Марија Воденска и Никол Черунчев. Од Сдруженијето на протерени македонци од Егејскиот дел на Македонија Прилеп Петре Кироваков и Пеце Алабаков. Од Прилепското сдружение на македонците од Егејскиот дел на Македонија имите потомци Прилеп Ванчо Исков и Гоце Бојковски. Од космополитската организација Круна Мактион од Кочани не ни доставија дополнително кажа, бидејќи почина Канго и немале одржано собрание. Од Сдруженијето за одржлив развој на регионот Мариово Прилеп Ристо Николовски. Уште еден би требало да дадете. Да, го верификуваме, а не мора да биде присутен. Добро, Горан Саздов беше. Горан Саздов. И во вкупниот број на пратеници влегуваат по функција председателот Ташко Јованов, подпредседателот Тодор Петров и генералниот секретар Александар Георгиев. Те молам со окревање рака да го верификуваме мандатот на пратениците во собранието. Благодарам. Дали некој против?
Воздржан, констатирам дека собранието едногласно ја донесе одлуката за ратификација на мандатот на пратениците во четвртото собрание на Сојузот на Сдруженијата на македонците и децата беглци од Егејскиот дел на Македонија, Македонија. Преминуваме на трета точка од дневниот ред, деловник на собранието. Деловникот ви е доставен во прилог. Отворам претрес по предлог деловникот, дали некој бара збор за него изменување и дополнување. Процедурално е објасната работата на собранието. Обичаено како и досега. Дали некој бара збор? Доколку никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлог деловникот го ставам на усвојување. Овој со кревање рака, кој е за? Благодарам. Против? Воздржани? Констатирам дека четвртото собрание го донесе деловникот на собранието. Преминуваме на четврта точка од дневниот ред. Одлука за прогласување на здруженијата во Сојузот. Одлуката ви е доставена во прилог, ја ќе го прочитам составот на здруженијата, бидејќи според според изводот од Централниот регистар направена некоја грешка, ги препишавме точно називите на здруженијата и така ќе ги евидентираме и во одлуката. Се прогласуваат членки на Сојузот на членките на Сојузот на Сдруженијето на македонците и децата беглци од Егејскиот дел на Македонија, Македон. Прво, Сдружение за духовно обединување на светинци, попадници и клушаради од Лени во Македонија, Скопје. Второ, Сдружение за заштита на човековите права на прогонетите од Егејскиот дел на Македонија, Звезда од Велес. Трето, Форум за човекови права на македонците од Егејскиот дел на Македонија, Скопје. Четврто, Сдружение на македонците од Егејскиот дел на Македонија, Свети Герман, Скопје. Пето, Сдружение на граѓани Сонцето од Кутлеш, Скопје. Шесто, Сдружение на граѓани Леонида од Гевгелија. Седмо, Сдружение на македонците од Егејскиот дел на Македонија, Битола. Осум, Сдружение на граѓани Роднокрајно Сдружение за Горичење, Скопје. 9, Сдружение на бегалци егејци од 1913 и нивните потомци Ластовица од Струмица. 10, Сдружение на прогонените македонци и нивни потомци Незаборав од Кочани. 11, Сдружение на македонците потекло од Егејскиот дел на Македонија, Охрид. 12, Сдружение на македонците потекло од Егејскиот дел на Македонија, Мика Гинова од Штип. 13, Сдружение на македонците потекло од Егејскиот дел на Македонија, Тетово. 14, Сдружение на македонски еге од Штип. 15, Сдружение на протараните македонци од Егејскиот дел на Македонија, Прилеп. 16, Прилепско Сдружение на македонци од Егејскиот дел на Македонија и нивните потомци, Прилеп. 17, Космополитска организација Круна Мактор на Македонија, Клочани. 18, Сдружение за одржив развој на регионот Мариово, Прилеп. Ова одлука влегува во сила со нејзиното донесување. И одлуките што ги пополнивте, тие што не пополниле да ги поднесат, треба да ги пријавиме во Централниот регистар, за да и таму евидентираме според записник кои здруженија се членки на овој сојуз на здруженија. Ве молам со кревање рака кој е за предложената одлука. Благодарам. Дали има некој против? Воздржани? Констатирам дека собранието донесе одлуката за прогласување на членките на Сојузот на Сдруженијата на македонците и децата беглци од Егејскиот дел на Македонија. Преминуваме на петта точка од дневниот ред, одлука за изменување и дополнување на статутот на Сдруженијето. Во прилогот ви е доставен постојниот статут на Сојузот, предлог одлука за изменување и дополнување и пречистен текст на статутот, тоа што ги добивте сега. Направена е техничка грешка на страна 49, член 12, став 2. Зборовите пратениците во собранието треба да се заменат со зборовите членовите на Сојузот. Тоа значи дека председателот, подпредседателите, генералниот секретар на Сојузот може да се избира од редот на членовите на Сојузот, а не само пратеници во собранието. Инаку со одлуката за изменување и дополнување изменето името на Сдружение на Сојузот, наместо сегашното име Сојуз на македонците од Егејот Македон, полното име на Сојузот треба да гласи со изменувањата Сојуз на Сдруженијата на македонците и децата бегалци од Егејскиот дел на Македонија, Македон. Таа измена е направена со овие дополнувања. Мандатот на сите органи на Сојузот е 4 години. Собранието го сочинуваат наместо досега 5, само по 20 членови пратеници од секое здружение, затоа што гломазно е телото и практично никогаш не може да се собереме со 2 коли од надвор од Скопје, никој ни не може да доаѓа. И измената е председателството на Сојузот, го сочинуваат досега по 20 од секое здружение, кое никогаш не можеше да се состане,
како и собранието. Сега предлагаме председателството да биде по-функционално, да го зачинуваат избраниот председател, подпредседатели колку ќе се решат, генералниот секретар, благајник и определен број на членови за кои што ќе реши собранието. За да може по-функционално да работи председателството во текот на годината, а собранието барем еднаш годишно најмалку да одржи годишно собрание. Тие се изменувањата што ги предлагаме со оваа одлука за изменување и дополнување. Другото се технички грешки поправени, за да може пречистениот текст од ова собрание да го препратиме во Централниот регистар. Практично на последните две седмици на председателството што ги државме на 24 септември 2016 и 26 јули 2017, овие забелешки ги договаравме, меѓутоа никогаш не одржавме собрание за да ги потврдиме. Сега го држиме собранието и тие се во предлог одлука за измени и дополнување. Отварам претрес, дали некој бара збор? Доколку никој не бара збор, предлог одлуката за изменување и дополнување на статутот ќе става по усвојување. Молам со превање рака кој е за.